Политичката власт на Никола Груевски ја спречивме во намерата да проложи со енормното задолжување на граѓаните. Успеавме во интерес на граѓаните планираниот износ за еврообврзницата од 500 милиони евра да го преполовиме. Издадена е четвртата еврообврзница на износ од 250 милиони евра за буџетски потреби и дополнителни 20 милиони евра строго наменски планирани за бегалската криза. СДСМ нема да дозволи заради неразумните трошења на власта граѓаните да останат без плати, пензии, социјална помош. Но исто така СДСМ нема да дозволи неразумното трошење на Груевски да биде товар на идните генерации. Затоа го ставив мојот подпис за задолжување во висина од 250 милиони евра. Средства неопходни за исплата на плати, пензии, субвенции за граѓаните. Четвртата еврообврзница е со рочност од 5 години со цел да обезбедиме пониска каматна стапка. Не дозволивме неразумно задолжување од дополнителни 250 милиони евра, што оваа власт ќе ги искористеше за изборна корупција. Странските банки ги спочитува измените во законот за влада и ни информира дека без моја согласност, моја и на актуелниот министер, согласно законот, нема да пристапат кон реализација на оваа еврообврзница. Предупредуваме, владата може да се обиде да го надомести предвиденото задолжување на домашниот пазар од домашните банки. Домашните банки, исто како и водечките светски банки, мора да го почитуваат правилото на двојна согласност, односно двоен подпис. Домашните банки не смеат да си дозволат да бидат соучесници во незаконско и неконтролирано задолжување на државата. Почитувани граѓани, еве зошто опозицијата бараше застапеност во клучните ресори на владата на Груевски. Денес на дело покажавме како во иднина ќе ги водиме јавните финансии. Денес покажавме дека наша грижа ќе бидат не само сегашните, туку и идните генерации. Во периодот до изборите, СДСМ ќе ги спречи сите злоупотреби на штета на државата и правата на граѓаните. Го повикувам Никола Груевски да престане да ги лаже граѓаните за виртуелните економски успеси на државата. Го повикувам да излезе пред граѓаните и јавно да ја соопшти вистината за вкупниот долг на Република Македонија и да објасни зошто на државната сметка нема пари за основните потреби на граѓаните. Ви благодарам. Доколку има некои прашања? Затоа што во овој случај одлучивме така, бидејќи настапуваме, како што кажавме самата изјава, како дополнителни заменици министри кои имаат основна цел да ја контролираат институцијата, во мојот случај Министерството за финансии. Тоа значи дека нашата контролна улога се покажа за прв пат на овој пример. Во иднина не значи дека нема да држиме и во Министерството за финансии. Каматата е 4,875, има приносот 5,125. Колку те платиме годишно камата, односно која е разликата за да нема забавна пола кај граѓаните при пресметките? Значи, колку ќе треба за камата? Сосема едноставно. Треба да се каже дека, и тоа го наведовме тука, дека оваа еврообврзница на 5 години. Мора да го имате во предвид тоа, одлучивме така, односно инсистиравме така да биде на 5 години, за да, доколку беше на 10 години, каматата ќе беше многу повисока. Едноставната пресметка, веќе сега излегува бројките, кажуваат дека на секоја година, односно секоја година, новие не 500, туку 270 милиони евра ќе се пресметуваат камата од 525 годината. Сега да не навлегувам во точната бројка. Едноставна е математиката. Таа ќе доспее после 5 години да се исплати оваа сума од 270. На секоја година до тогаш камата од 525.